Под мотото прво човек, потоа градоначалник ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија го представија својот кандидат за градоначалник на Скопје, Орце Ѓоргиевски. Настанот се одржа пред бројни граѓани во атмосфера на надеж за нов почеток и поинаков пристап кон водењето на главниот град. Ѓоргиевски истакна дека функцијата не смее да биде само титула, туку пред се обврска кон граѓаните, кон секој еден скопјанец. Денес го гледам ритамот на градот, неговата душа, надеж, но и неговата мака. Ја гледам решителноста на Скопје да се издигне од калта, да се избори со сите предизвици и препреки. Да биде градот кој ќе биде и днината на нашата младина, почивка на нашите постари, достоинствен дом на сите нас заедно. Јас верувам и знам дека ја имаме и силата, и посветеноста, работливоста и волјата, знаењето и визијата да го направиме нашето Скопје поубав град. Тој најави конкретни чекори уште во првите 72 часа. Генералка на Скопје, како и целосна акција во идниот период против дивите дапонии. Во програмата се планирани нови паркови и зелени површини, пошумување, екобригади, како и уредување на кеот на Вардар по моделот на европските метрополи. На настанот зборуваше и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој порача дека градот мора да ја надмине сегашната состојба и дека е потребна отчетност на сите нивоа. Скопје денес е загубено и заглавено во дневната политика, препирките, нефункционалноста и лошото менаџирање. Мотивот за таквата слика е веројатно во лукративноста и политичките комбинаторики од кои жртва се токму граѓаните на Скопје. Една од првите задачи на новата администрација и градоначалник мора да биде лоцирање на одговорност согласно законот и правото. Мора да има одговорност за упропастениот и нефункционален град, за оставениот хаос и упропастените институции, за градот затрупан во отпад и за часовите поминати во чекање на јавен превоз. Со ова Мицкоски испрати порака дека граѓаните ќе имаат јасна гаранција за транспарентност и отчетност на идните локални власти. Носител на советничката листа, која брои 45 кандидати за советници, е професорот Даме Димитровски, кој порача дека изборите се момент за обединување и за идничка одлука за иднината. Предизвикот е голем и едноставен, да се биде или не само за мене, туку за сите нас и за иднината на градот. За мене ова е чин на храброст и лична жртва. Како професор можев да останам во мојата зона на комфорт, во универзитетските предавални, во лабораториите каде што сум најкомотен со студентите и проектите, но дојдено е време да се преземе вистинска одговорност, да се излезе од удобното и да се влезе во лавиринтот на јавниот интерес таму каде што е најтешко. Тој потсети дека на листата за советници има луѓе кои се со кредибилитет и професионален интегритет, подготвени да работат транспарентно и во интерес на граѓаните. На промотивниот настан пораките беа дека визијата на коалицијата е Скопје да стане зелен, безбеден и европски град, со ред во урбанизмот, современ јавен превоз, уреден кеј на Вардар, културни институции кои ќе го вратат градскиот дух.